Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад, почитувани слушатели, во кругот. Јас со мене денеска во емисијата ќе биде директорот на Музеот на македонската револуционерна борба, господин Бранислав Светозаревич. Всушност и македонската Порта Македонија е дел од институцијата Музеј на македонската револуционерна борба. Предпоставувате главната тема ќе биде врзана околу сквернавењето на тој споменик на културата во Македонија, бидејќи така е и заведен во институциите на системот. Господин Светозаревич, имате ли пресек колкава штета до сега има направено врз? Тоа се само првични некои показатели кои само одат во рамките на предпоставки, затоа што не го знаеме вториот дел. Односно, ние знаеме дека сега околу 20.000 евра ќе ни треба за да ја чистиме порта. Тоа е огромна површина зафатена од површинските бои. Меѓутоа, после тоа ќе треба да се процени колку од мермерот, кој е порозен, примил од тие хемикали во себе, а тоа значи дека ќе има трајни оштетувања, кои речи си да не постои метода која може целосно да ги исчисти. Вториот сегмент е тоа што не се само оштетени обичните мермерни плочи, туку се оштетени и уметничките апликации. Значи, тие се уметнички дела кои имаат своја посебна уметничка вредност и материјална вредност. Сето тоа веќе не може ни да целосно да се до крај да се процени, се додека прво не го и чистиме она што е површно се уште. И еднаш почнавте на почетокот со чистење, па потоа се откажавте. Така, ние два пати се обидуваме и два пати Порта Македонија е нападната, односно и дополнително уште 2-3 пати, така што површината од ден во ден која е уништена е се поголема. Пред да почнете да ја чистите, веројатно ќе чекате да завршат овие банални секојдневни протестирања. Наше, да речеме како институција, да се грижиме за објектот, да го чистиме, да го негуваме, да го заштитуваме, онолку што можеме ние во нашите рамки, и се обидуваме да што поскоро го решиме тој проблем. Меѓутоа, верувајте, не е воопшто лесно, затоа што во државата се уште не сме се соочиле со ваков проблем или некоја институција или приватен имот, и се бараат сега разни методологии на чистење кои бараат посебна постапка, посебни методологии кои ги немаме тука во Македонија. Што велат експертите? Се консултира некаде, постои ли можност тоа да се исчисти како што е сега за сега од сите суви методи кои се правеа сондажи да се види кој од методите најефикасно ќе го исчисти материјалот, ниту една не ни даде гаранција за длабинските штети кои се направи. Што тоа може ли сам промени на тоа делови од на крајот ќе одлучи комисијата која е формирана за штети, и во чија комисија ќе се најдат не само луѓе од установата, туку и од конзерваторскиот центар, и тука ќе се вклучат сите можни релевантни фактори за да се даде проценка од парче до парче на фасадата Порта Македонија што е потребно да се направи. Дали ќе се најде начин да се исчисти, или ако не се најде да се прави
промена на тие мермерни плочи и така натаму. Меѓутоа, Тоа веќе е тоа ќе- стручна работа која Меѓутоа, тоа ќе повлече и многу поголеми финансиски средства. дефинитивно Се ќе повлече. размислували Да. како да се надокнади после таа штета? Ќе постоите ли од ваша страна Видите, можност за покренување ние некои процеси против некој? ние сме должни статутарно и законски да пријавуваме секоја штета во полиција. Тоа е пријавувано до сега? Да, секој напад е пријавуван и е правен записник. За тоа и ние како установа можеме да одиме до таму. Меѓутоа, ние не сме ниту полиција да апсиме, ниту суди да судиме, ниту лекари да лечиме, туку едноставно наше е да го пријавиме тоа, да побараме од законски од Министерството, од Управата за заштита на културно-историски споменици и Центарот за конзервација и реставрација да побараме стручна помош и проценка и изјаснување на кој начин тоа ќе се направи. До судот е да одлучи врз основа на целокупната таа штета на крајот, каква пресуда ќе даде за оние кои ги нанесува тие штети. Тука не можеме многу да навлеземе, затоа што и јас лично сум историчар, не сум правник и не ја познавам таа материја. Благодарам, тука ќе направиме првата кратка пауза, потоа ќе се вратиме уште на оваа тема со оглед на тоа дека покрај материјалната штета Порта Македонија трпи и еден друг вид на штета, меѓутоа за тоа зборуваме малце подоцна. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад, поштени слушатели, во кругот мој денешен гостин е Бранислав Светозаревиќ, директорот на Музејот на македонската револуционерна борба и на Порта Македонија. Зборуваме за ударот на шарените револуционери врз спомениците и културното и национално богатство на Македонија. Господин Светозаревиќ, материјалната штета во прилика ја дефинирате, велите дека ќе покажат и дополнителните анализи што и како ќе се одвива поглед на тоа што може да се чисти, што веројатно ако дојде има потреба и ќе се менува. Меѓутоа, тоа не е единствената штета, можеби индиректно Порта Македонија беше еден објект каде што честопати луѓе организираја и свој бизнис или приватни забави, меѓутоа и состаноци деловни, што е во моментов. Предпоставам дека тој интерес за таквата работа е спласната со тоа и приходите на еден начин кој што ги остварува Порта Македонија. Се разбира дека тоа сега веќе нанесува штети индиректни, кои за нас се многу битни во смисла на тоа дека имаме загуби во финансиска смисла. Тука се уште се одвиваат настани, меѓутоа не сите, особено не комерцијалните. Оние кои на Порта Македонија и на Музеот на македонската борба носеа значителни приходи кои ни помагаа за ефикасно одржување во добра кондиција на овие два објекта. И голем дел од трошоците за сервисирање, најголемиот дел би рекол, за сервисирање и поправки го покира токму самата установа. И веќе имаме одложени некои и откажани термини со оглед на тоа дека никој не сака да се најде во непријатна ситуација, да неговите гости кои ќе бидат повикани на некаква промоција да бидат на некој начин под удар на тоа хулиганско однесување на масата која не може да се контролира. Вие пробавте на некој начин да ја заштитите портата со платно кое поставите, меѓутоа тоа се покаже како неуспешен. Така е, во рамките на нашите обиди да почнеме со работа чистење беа отстранети платната кои беа воедно и украдени, така што пријавена и кражба.
од страна на организаторите на настанот, кои секогаш се изјаснуваат дека стојат за тоа. Сакате кажеш дека се украдени платната? Да, украдени се, тие се однесени. Не, ги нема. Така што и за тоа имаме пријава. Ајде малку да се обидиме да одговориме на прашањето зошто Порта Македонија е на удар. Некако најжесток е ударот врз Порта Македонија. Образложението на опозицијата и на оние кои протестираат дека всушност Порта Македонија е главниот символ на власта која што тие декларираат како недемократска и всушност еден од најскапо платените проекти во Скопје 2014. Може ли да е тоа главниот мотив или нешто друго е причината? По мене, според ова до сега што се случува, не е тоа главниот мотив. Имено, нарачателот најверојатно има една друга порака. Тоа е единствениот споменик кој ги спојува сите генерации на македонци кои живееле низ милениумите на овие простори. Значи, една символика на континуитет. И не случајно ударот врз Порта Македонија е фактички удар врз историскиот континуитет, врз идентитетот и културата на македонците. Еве, например, земете дека за време на оваа влада се направени споменици за сите култури кои биле присутни низ историјата на овие простори. Никој не е изоставен. Тука можете да ги сретнете сите императори и цивилизации кои владееле со овие простори. Тука можете да најдете споменици на сите важни личности од сите периоди и од сите националности. Но се удира само на македонскиот идентитет. И тоа ми дава за право да размислувам дека насоката е токму на бришењето на македонскиот идентитет. Има своја символика тоа. И например, кои се пораките? Пораките според мене се дека треба да се избрише идентитетот на македонската нација, за да може лесно да се манипулира со името потоа. Знаете, се релативизира. Секое прашање поврзано со македонскиот идентитет и историја се релативизира, се прави една атмосфера да помисли обичниот човек, па добро, може би веќе луѓето овие кои се бунат имаат и до некаде право, па се едно ми е на крајот на краиштата дали било или не било. Битно ни е сега што побрзо да влеземе во евроатлантските интеграции, да бидеме дел од тоа, да бидеме дел од иднината на Европа и да мислиме на нешто подобро. Меѓутоа, знаете како е, тоа е се додека некој ве посакува не онаков како што се, туку како што тој ве замислува, секогаш ќе останат наталожени проблеми кои нема да се решат во еднина. Значи, се залажуваме ако сметаме, ако некој од нас смета дека со нападот врз идентитетот, културата, историјата на Македонија и на македонскиот народ посебно, ќе може да дојде до посакуваната цел. Сега да ја прашам,
многу ми насмета дека сквернавањето на спомениците и тоа е логично е дека само врз оние што се дел од македонската историја е нападот сконцентриран, дека таквите напади имаат поврзано со многу такви елементи поврзани со негирање на идентитетот или ајде да речеме омаловажување на историјата. Меѓутоа, една друга работа е исто чудна. На таа споменик порта има апликации од многу уметници во Македонија. Јас видов само двајца кои што досега или еден кој што реагира, кој што изнесува било каков став. Сте разговарали ли вие со дел од нив уметниците? Зошто историчарите молчат врз ова секојдневно атакување врз културниот и историски идентитет на Македонија? Па не би рекол дека молчат. Многу од историчарите се многу малку се тие што зборуваат. Се изјаснуваат, меѓутоа тоа е прашање кое треба да се постави на самите историчари. Факт е дека во нашето 7-децениско постоење како современа македонска држава, историската наука во Македонија дојде до многу значајни сознанија кои ги презентираше во науката и во јавноста, и сето тоа на некој начин е внесено во апликациите и на Порта Македонија. Ништо таму не е направено заради некаква лична самоиницијатива во смисла на концепција. Апликациите се од античкиот период па до ден денес. И тоа само покажува дека македонскиот народ од секогаш се стремил кон сопствена држава и кон сопствено признавање на сопствениот идентитет, меѓународно признавање. Дека многу генерации се вложиле во тоа со своите животи, со своите дела, и многу скапо ја платиле таа слобода, и многу навистина скапо е дојдено до ова парче земја македонска да биде слобода, да се создава дела, институции, да се создава слободна мисла и да конечно сите оние кои се вложија во тоа има вистинска смисла. Сега, зошто некои историчари молчат? Не само историчарите, и дело авторите на тие апликации. Јас видов еден или двајца само досега кои што Па колку што знам, јас еден е автор само на тие апликации таму, може би двајца, но за другите споменици секако се други автори. Има многу автори и јас лично, колку што ги следам медиумите, сум видел некои дека се изјаснуваат лично, но не можем да ви кажам зошто и како, тука не можем да навлезам во тоа. Добро, тука ќе направиме уште една кратка пауза, потоа ќе се вратиме во вториот дел од емисијата, во кој што уште малку ќе зборуваме на тоа, нова тема, потоа малку и за музеот на Македонската револуција на Раборова. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Поштени слушатели, повторно во кругот, во вториот дел од емисијата, мој денешен и ваш гостин Бранислав Светозареvić, директорот на музеот на македонската борба и Порта Македонија. Зборуваме за она што значи сквернавање на националните културни споменици. Господин Светозареvić, стравувате ли од можеби порадикални удари врз портата? Опозицијата заговара, дел од нив заговараат и рушење на некои од спомениците во Македонија или Нам како установа ни останува само да се надеваме дека нема да дојде до такво нешто и очекуваме од соодветните органи и МВР да действуваат во план на тоа да не се дозволи да дојде до некакво поголемо оштетување на објектите. И тоа е она што можеме сега за сега да кажеме, но во секој случај очекуваме дека и понатаму ќе продолжат овие напади со од ваков тип како што беа до сега. Да
еден пресек ако може да се направи, дали Скопје 2014 ја оправда својата градба од денешна дистанца? Јас на Скопје 2014 не гледам само како историчар, туку и како менаџер на една установа која се наоѓа во центарот на Скопје и која гледам дека секојдневно се посетува се повеќе од посетители, особено од странство и од далечните земји. И секој ден гледам дека низ Скопје шетаат организирани групи на туристи од Кина, од Кореја, од Јапан, до Соединетите Американски држави, европските држави, Турција, и сето тоа наликува на оние амбиенти кои сум ги гледал во Виена, во Венеција, во Рим, и во други места каде што одат масовно туристи, ги посетуваат тие градови. Ваквата слика не беше пример до пред 10 години. Јас дури не можам да се сетам дека некој некогаш рекој ајде да одиме во центарот на Скопје да се сликаме за спомен, или да се фотографираме. Сега гледам секојдневно, то секој може да се увери многу лесно, секојдневно илјадници туристи, како од домашни, така и од странски, прават фотографии од објектите, се фотографираат покрај нив за спомен и ги испречаат низ целиот свет. Јас, например, се сеќавам кога поминував покрај музеот на Мајка Тереза и го слушам од спротивната страна, седнат на маса во едно кафуле еден американец кој вели на некој свој пријател телефонски, му вели, знаеш кај се наоѓам јас? Па јас сум на 10 метри од куќата каде што се родила Мајка Тереза. Тоа мене ме подсети на еден мој пријател кога ми се јави од Париз, вели, знаеш кај се наоѓам? На врвот на Најфеловата кула. Значи, луѓето веќе од странство кога доаѓаат, они се сакаат да се идентификуваат со местото каде што го посетиле, на некој начин се горди што го посетиле родното место на Мајка Тереза, родното место на Јустинијан, нели? Територијата, државата со која управувал Александар и Филип. Тоа е она што за сите туристи, сите посетители многу значи. Тие бараат не само атракција, бараат и простори каде што навистина ќе дознаат нешто, ќе имаат едно ново сознание за местото каде што дошле и каде што ќе отидат со спомени и фотографии со убави сеќавања. Има ли нешто што е вишок или нешто што е недостасува за Скопје 2014 да биде комплетен проект? Мислам дека времето ќе го покаже тоа. Дали е вишок или дали нешто треба да биде на некое друго место. И тоа е еден личен впечаток. Но во овој момент може би не може целосно да се одговори на тоа прашање, затоа што за се сака време, една временска дистанца. Како и да е, ефектот кој го постигне на Скопје 2014, проектот, самиот проект е фасцинантен. Јас можам да ви кажам дека Музеот на македонската борба на некој начин стана гостинска соба на државата. Не постои некоја позначена личност од политичкиот, културниот и бизнис секторот која е посетила Македонија да не дошла и во Музеот на македонската борба и да прошета низ центарот на Скопје. И впечатоците кои ги читаме во книгата на впечатоци се фасцинантни. И тоа ни покажува што сме направиле. Многу е битно како гледаат другите на нас. Ако над 90-95% од нив пишуваат дека се воодушевени, дека повторно ќе дојдат, дека ова требало да се случи многу одамна, тогаш мислам дека тоа е најмеродавно
да каже дали овој проект вреди или не. Кога ќе се сетиме само што беше на местото на Музеот на македонската борба претходно тука, едно руинирано, опасно место за поминување, особено навечер, темно, целото во отпадоци, на место каде што треба да се врвни институции имаше семкарници или некоја залутана бурек жилница и така натаму, или една автобуска станица која требаше да биде времена, а ја прегази времето и служеше 40 години во тие несоодветни услови. И сега кога на тоа место ги имаме символите на Македонија, државата, ги имаме символите на историјата, на културата, го имаме музеот на Холокаустот, затоа што на тоа место било еврејското мало, и соодветно државата се одолжила и кон таа заедница која за жал веќе ја нема, односно во многу мал број ги има за жал. Сепак достоинствено е прикажана историјата и културата не само на Македонија, на тој простор, туку и на самиот микропростор. Тоа е едно феноменално решение. Се отвори еден нов плоштад од другата страна на Вардар, кој ги отвори визурите и кон старата чаршија Скопска, и кон тврдината. И стана место на прошетки, стана место на средби. Навечер да дојдете тука секогаш на клупите, седат луѓе, семејства, македонци кои донеле гости од некаде, со гордост прикажуваат и раскажуваат. Колка е фреквенцијата на луѓе из музеот на македонската борба? Ние за овие неполни 5 години се приближуваме на бројката од 200.000, што за македонски услови е навистина добра бројка. И она што може би е интересно е што се зголемува бројот на странските посетители. И тоа особено не радува со оглед на тоа дека Македонија има 2 милиони жители се на се, и тој број сепак е ограничен. Меѓутоа, она што е убавото е што да речеме, се зголемува бројот на странските посетители. Од странските посетители најмногу имаме холанѓани и турци, а потоа од балканските земји, но не е мал бројот и на они од далечните источни држави и од западноевропските земји. Во оваа прилика сакам да ги посетам вашите слушатели дека центарот на главниот град секаде во светот, во сите држави, символизира културата и историјата на народот и на државата. И тоа се постигна сега со овој проект Скопје 2014. Ако одите во Будимпешта, например, таму имате во центарот не еден, стотици споменици. Дури има една алеја цела на великани кои живееле во Унгарија, работеле, твореле или пак биле кралеви или значајни личности во историјата. Нив не им сметаше на едно место да постават голем број на паметници. И тоа е тенденција и карактеристика на сите модерни држави. Јас, например, сум имал можност повеќе пати, Будимпешта ја споменав, сум одел и туристичкиот водеч во една прилика рече дека ова што сега го гледате во центарот на Будимпешта е направено во најголемиот дел за 20 на години. Тоа беше проект на една генерација на унгарци.
И тие беа жестоко нападнати од опозицијата. Па добро, што се замислувате вие? Ова не е наша култура, ова е увезена, не знам, од хазуршката монархија. Сега вие сакате да бидете поголеми од Виена и така натаму и така натаму. Меѓутоа, вели, сега тоа било, јас кога сум го слушал пред 20 години, вели 2 милиарди имаме долари приходи само од посетата на центарот на Будимпешта. Тоа обично е така, исто било и со градовата на Ейфеловата кула, исто и со многу други градови во светот. Господин Светозаревиќ, јас ви благодарам што бевте мој денешен гостин и гостин на слушателите на радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, тука е крајот на Круг. Круг е емисија на Трговското радио друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е среда, 25 мај 2016. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија.